Комуналното јавно претпријатие Водовод Кочани неколку пати досега има преземено низ замерки и активности во согласност со своите надлежности за решавање на проблемот со горењето на градската депонија. По вчерашниот протест на граѓаните од претпријатието велат дека одамна се очекувала дислокација на депонијата, ама не е реализиран процесот за изградба на депонијата во Свети Николе. Пред се работеше на внесување на отпадот кој беше депониран на самиот влез на градската депонија од несовесни граѓани, а исто така се работеше на затрупување со земја и вода на жариштата во самата депонија. Во овие активности учествувавме со сопствена механизација и работна сила, а бевме помогнати од страна на општината, територијалната противпожарна единица и доброволното противпожарно друштво. Проектот за изградба на Центарот за управување и третман на отпад во Свети Николе е започнат поодамна, па се очекуваше дека досега ќе биде реализиран. Сепак и десетина години по почнувањето на процесот, изградбата се уште е неизвестна, велат од Кочанското претпријатие. Оттаму посочуваат дека на депонијата има граѓани кои неовластено престојуваат на истата и се сомневаат дека пожарите се намерно подмитнати. Затоа предходниот период имаше и пријави. Во оградениот простор на градската депонија постојано неовластено престојуваат поголем број на лица, од 10 до 40, а меѓу нив често престојуваат и деца. Поради тоа што постојат индиции и основи на сомнение дека пожарите се намерно подмитнати од страна на овие лица, комуналното јавно претпријатие Водовод Кочани има поднесено повеќе известувања и пријави до МВР, Оделението за внатрешни работи Кочани и Центарот за социјални работи во Кочани, и по истите се уште немаме добиено никаков одговор, додаваат од Водовод. Во минатото на градската депонија во Кочани се депонираше околу 60.000 метри кубни отпад. Сега се депонираат дополнителни 30.000 метри кубни отпад од останатите општини. Од Кочанското претпријатие вела дека нема предвидено јавна набавка за течен препарат алги, туку има предвидено јавна набавка за одржување на градската депонија со тешка механизација. Ова подразбира набавка на услуга со багери и булдужери од страна на градежна компанија. И оваа услуга ќе се користи согласно потребите и се однесува на бутање на отпадот и затрупување со земја. Во источниот регион има 11 општински, 71 нелегални депонии, согласно податоците од Министерството за животна средина.